Сеемите за кариера и работилниците се одлична можност за младите кои бараат вработување или пак отпочнување на практична работа во некоја компанија. На сеемите од ваков тип се овозможува директен контакт меѓу младите баратели на работа и представниците од бизнис секторот. Неодамна во организација на Младинскиот совет при Американската амбасада и Американското катче, Саем Кариерен Експо 2014 се одржа и во Тетово. Овој настан сака да им дава на сите заинтересирани млади можности преку многу организации, многу компании кои дават можности за младите да имат практична работа или за вработување. Во исто време, во овој настан има и некои работилници кои се одржуваат и кои ќе бидат во теми како напишање на CV, мотивацијско писмо, подготвување за интервју и такви работи, со кои мислиме дека сите учесници ќе имат добри можности за да земат нови знаења во овие теми кои не се дел од нивните курикули во нивните студии. Значи сите компании што се презент тука имат можности за практична работа или имат можности за вработување. Сите компании имат документи или имат документација што ги презентираат на сите, што им дават на сите учесници и им дават можност да се прво информираат какви се можностите, што може да вработуваат или што може да работат како практична работа, и во исто време им дават и можности за вработување. Значи сите овие компании и сите учесници имат можност директно да се видат со представниците на компаниите и да зборуваат за сите можности директно во овие штандови што се за компаниите тука. Практичната работа ја спомена, битна е за младите? Да, значи практичната работа е нешто многу битно, бидејќи што знаеме измеѓу студирањето сите, значи младите имат можности за да студираат повеќе теорија од што практична работа, и преку практичното работење им се дава можност на сите млади да обработат нешто во тоа што веќе го студирале и да имат некое искуство во врска со нивната професија. Голема е бројката на невработени млади лица во државата, ценат организаторите на саемот. Според нив, посетата на саемите за кариера и учеството на работилниците се првиот чекор кој младите треба да го направат доколку сакаат што побрзо да се вработат. Мислам дека состојбата не е толку лесна. Знаеме дека процентот на невработување во Македонија е многу голем. И мислим дека преку вакви настани, преку најакување на некои особини на младите и студентите може, ако не лесно, полесно од што е моментално, полесно да наоѓат нови работи, нови знаења со кои ќе им бидат помошни кога ќе се вработуваат. Кој е прв чекор кој што треба според тебе младиот човек да го направи во насока на пронаоѓање на работа? Според мене првиот чекор што младите треба да го направат е да дојдат во Кариера Експо прво, да се видат со организациите, да се видат со можностите пред се и да знаат што може да направат, во какви можности имат во овие организации, во овие компании, и да почнат од таму да обработат нешто во врска со ова. Исто така да бидат дел од работилниците, тоа е исто така еден прв чекор, да земат нови знаења во врска со подготвување на апликации за работа, да бидат поподготвени кога напишат CV, мотивацијско писмо. Во странство е многу важно како ги напишеш овие апликации, како ги објаснуваш твоите целти и така натаму. Младите тетовци покажуваат интерес за посета на саемите за кариера. Да, досега имавме голем број на учесници, голем број на млади кои беа дел од настанот, беа дел од работниците и од саемот, и гледам дека има интерес, иначе не постои нешто такво, и мислиме дека и во наредните години ќе организираме нешто слично и да им дадеме и уште повеќе можности, да има повеќе компании и организации, да има повеќе можности на младите кои се заинтересирани. На саемот на кој се представи околу 20 на компании и организации, освен директната комуникација меѓу студентите и представниците на компаниите, се реализираше и работилница за пишување CV и мотивацијско писмо, обука за интервјуи за вработување и работилница насловена од пракса до вработување.